Европската Унија ја исфрли пластиката за една употреба, но до каде сме ние? Иако при седнувањето во министерската фотелја, министерот Нуредини вети дека од 1 јануари оваа година пластичните кеси нема да се употребуваат, ветувањето е далеку од остварување. Предлог законот за управување со пакување и отпад со европско знаменце е во собранието, но уште чека да биде донесен. Граѓански и екоактивисти новата одлука на ЕУ која стапи во сила во саботата, сега ја користат за да извршат притисок до властите и Македонија да фати чекор со светот. Представничката на иницијативата за забрана на пластични кеси, Андријана Папич-Манчева, вели дека исфрлувањето на кесите е само еден мал сегмент од се она што треба Македонија да го направи. Ние до неодамна пазаревме со платнени торби, до неодамна пазаревме со торби и кеси направени од поиздржливи материјали. Значи, реупотребата е многу важен елемент кога зборуваме за заштитата на животната средина и тоа е нешто што беше типично и за нашето општество до не така одамна. Кога сме среде климатска криза, најмалку што можеме да направиме е да излеземе од комфортната зона и да се ослободиме, барем без оваа пластика за една употреба, без која верували или не, ама сите можеме да живееме. Со предлог законот ќе се забрани употребата на кеси за една употреба, како и други пластични производи за една употреба, но само во заштитените подрачја. Пратеничката од Дом Маја Морачанин вели дека тој би можел да претрпи мали измени за допрецизирање на категориите на кесите, за да се намали можноста за изигрување на законот. Термините оксоразградливи и биоразградливи пластични кеси треба да бидат дефинирани. Оксоразградливи се полиетиленски кеси, тие побрзо се разградуваат во природата отколку вообичаените што ги користиме, но сепак се штетни и многу поштетни во однос на овие биоразградливи, вистински, кои што најчесто се добиваат од скроп, кој што не прави никаква штета по животната средина. Министерот Нуредини во писмена изјава за Сител вели дека со стапувањето во сила на законот ќе биде дозволено на пазарот да се пуштат биоразградливи кеси со плаќање надомест за нив. Надоместокот за дозволените биоразградливи кеси е 10 денари за парче и истиот се плаќа на трговецот на местото на продажба, за што тој е должен да води евиденција и вкупната сума добијана од продадените кеси се уплаќа на посебна сметка на Министерството, наменета за проекти за управување со отпадот. Наша цел е да ги одвратиме граѓаните од користење на било какви пластични кеси, а наместо тоа да користат платнени торби или други торби за повеќекратна употреба. Предлогот нема негативни фискални импликации по буџетот на државата, вели Нуредини за Сител. Според податоците на иницијативата, во 2019 година производството на кеси во земјава достигнало 5333 тони, бројка што е да речиси повеќе од двојно од 2008 година. Даниел Василев, Сител телевизија.